Здраво, дечки! Ова е новиот Cherry Tiggo 7 Pro. Пред некои 8 месеци имав шанса да ви го покажам, го снимав и тогаш. И сега Cherry ми кажуваат, слушај Кирил, го има новото Tiggo 7 Pro. Дојде да го видиш, многу е подобро. Океј, ајде да го видиме. Дизајнерски вака искрено овие неколку дена пробувам да видам кај се разликите, истражував, отварам на интернет, истражувам кај нив, исто на вебсайт, да видам каде се измените. Дизајнерски искрено јас не можам да најдам ниту една измена да кажам да, направено освежување. Но Cherry викаат, чекај Кирил, овде има нешто значително променето, кој што сега многу подобар овој Tiggo 7 Pro, за кој што се исплаќа да се прикаже, бидејќи имаше некои критики, искрено минатиот пат кога го возев бев фасциниран од брендот како Cherry, но и како модел 7 Tiggo Pro, кој што нуди навистина еден интересен, квалитетен продукт, многу добра понуда, многу добра опрема за интересна цена. Тогаш тоа што го возев беше околу 30.000 евра. Noble Color се викаше тој пакет, односно беше двотонската изгледба. Ова е Noble без црниот покрив и апсолутно во пакетна опременост се идентични, односно тоа значи дека и двете нивоа се технички истото, разликата само во двобојната каросерија. Така да што и да одберете ќе биде најопремено. Тоа е предноста кај Cherry и дополнително на тоа можете само се конфигурирате да ви биде дизајнерски поразличен. Сега, како што кажав, тука во овој пакет, односно во оваа нова изгледба на Cherry Tiggo 7 Pro, не можам да видам никакви измени надвор, што значи дека измените треба да се негде внатре. Но ајде да видиме дали се изменети некои други моменти како багажен простор, бидејќи според сите информации се е исто, не е ништо изменето, односно 475 литри багажен капацитет, автоматско отварање и затварање на багажната врата, простор кој што внатре е сосема доволен и голем и практичен. Нормално си ги има тука моите куќи за качалки што и тогаш ги пофалив и се фантастични. 12 волтен приклучок за струја, рамен под со ивицата на браникот, што е супер за товарање и истоварање на потежок багаж. Тука имаме една завеса која што можете се прилагодите, односно се поставите за да не ви дзиркаат од надвор. И нормално под оваа даска тука имаме големо резервно тркало, што е реткост во овој пакет, односно во овој габарит на возила. На задните седишта исто така не приметив никакви измени, тука е убаво, удобно, како и тогаш, можам да си се наместам како што јас сакам, како што мене ми треба, да се чувствам удобно на подолги патувања, имаме панорама горе, што е супер. И нешто што и тогаш го пофалив, а и сега ќе го пофалам, што тука на вратата има едно возилце, односно тоа е Tiggo 7 Pro и известува секој пат кога ќе отворите вратата дали има некој возило од страна, за да знаете дали е безбедно или не е излегувањето. Доле нема тунел, што значи дека седењето и во средина е фантастично удобно. Имаме USB порт, мала остава, тука во седиштата имаме дополнителна мала остава и сега да видиме што се случува напред. Дечки, тука внатре, тука на предниот дел се клучните и најголемите измени. Некој ќе каже ова можеби се единствените. Не се единствени, јас приметив уште неколку други промени кои што ги направиле во Cherry Tiggo 7 Pro, ќе ви ги кажам, но оно што можете да го приметите сега, ако ги споредиме двата модели, е тотално различна поставеност на екрани, нови екрани, нов централен дел, нови материјали тука на средниот дел, особено што ми се допаѓа е голема позитива и да, можам да кажам дека вреди за сите измени што се направени. Односно, конкретно екраните претходно беа супер квалитетни и практични се, но не ми се допаѓа не само тука било каде она централна поставеност како тртка нафрлен екран, кој што искрено пречи и при возење и при дизајн не изгледа вкусно, не изгледа елегантно. Тука е се многу по-чисто, многу по-убаво, по-културно направено, да изгледа како Мерцедес, многу по-луксузно одава чувство сега, за разлика од претходно и плюс на сето тоа ми е многу по-безбедно. Зошто? Бидејќи тие нафрлените екрани ми го кратат погледот напред за возење на улицата, а сега ми е пониско поставено, нешто кај што го спомнав и како кај Opel, и дополнително на тоа не можам да видам подобар квалитет во
во боите или во графиките, но би можел да видам дека има поразличен дизајн што ми се допаѓа, бидејќи сега ми е покласичен, јас во принцип сакам покласични дизајни и сега ми е едноставно така по-впечатливо и плюс можам да ги прилагодам во поразлични опции, односно со навигацијата можам да го наместам онака како што јас сакам, дали да гледам навигацијата и инструментаблите ми се подоле или нешто поразлично, сменам така доста поинтересно изгледа сега според мене. Пред возачот е 12 инчен, додека кај инфо забавниот екран е 12,3 инчен екран. Не можам да видам нека драстична разлика во брзината, сега дали е подобрен екранот, убав е, пак е брз и прецизен, имам критики тогаш и сега што за одредени работи треба малку попрецизно да кликнам или посилно да одберам нека опција, но па од друга страна ми се допаѓа што тука доле ги има физичките шорткат копчиња кои што полесно стигам до било која функција. Да, има навигација, но навигацијата имам искрено проблем овие неколку дена да вклучам, да активирам, да наместам и затоа си го користам она што ми е многу попрактично и на она што цело време кажам, Apple CarPlay и Android Auto. Зависи од каков телефон имате, но двата системи можете ги врзете со екранот и да немате никакви проблеми конкретно за навигацијата. Ви биде побрзо, поедноставно и сите информации кои што ви се потребни да си ги добивате преку телефонот тука на екранот. Надоле веќе го гледате и третиот екран, да го кажам екран, тука се сите функции од климата и многу ми се допаѓа што се издвоени вака како во Range Rover надвор сите овие опции, бидејќи се што сакам брзо да стигнам до климата, да не заглавувам тука во менито, тука преку едноставно кликање да си дојдам до она што ми треба. Тоа е супер и практично. Имам една само критика за екранот што имам звучни контроли, но немам физички. Би сакал бар некое мрдање, вибрација да добивам, да знам, бидејќи при возење некој пат ми треба да не се навалувам толку надоле кон екранот, туку по навика да кликнам одредена функција. И друга работа што не можам да гледам бројки, пример на која температура сум тука доле, туку ми се појавува горе на екранот. Можеби добро е тоа, да не се навалувате толку надоле, туку да гледате горе, но малце треба навика дека кликаш доле, гледаш горе. Плюс имаме греачи на седишта и више кога сум кај седиштата, да, има кожни седишта, ова е вештачка кожа, но имаме електрично подесиви седишта и меморија на предното возачко седиште, што е супер кул и практично. Многу ми се допаѓа овој среден дел тука сега како изменет. Тотално се поставени различно работите од претходно. Сега имаме две остави за шишење веднаш до менувачот, а веднаш зад менувачот се автоматската рачна кочница и auto hold, исто така уште неколку како алуминиумски копчиња за различните драйв модови, за автоматското кочење при надолнинка, камери 360 степени бидејќи ги имаме, задржување во лента и паркинг сензори. Плюс позади, тука имаше порано остава за шишиња, кој што можеше се мрда со наслонот за раката, односно под таа остава што имаме тука доздола. Сега ова е фиксно, малце поднамален просторот, повторно е климатизиран, но ми се допаѓа што овој бежичен полнач се лади, односно ако трнем оваа гума од тука можам да видам дека има едно ладење. И сега се префрлам кон останатите работи. Односно имаме амбиентално светло кој што може се прилагодува во неколку различни бои, што е супер и кул, бидејќи навечер искрено изгледа доста убаво и практично. Материјалите морам да признам дека се доста квалитетни изненадувачки. Да, надоле нешто подсврста пластика, но тука надоле и онака е пресечен делот за дополнителна остава која што ви се нуди со два USB порта, едниот Type-C и другиот Type-A и 12 волтен приклучок за струја, но еве да кажеме, одредени пластика дека тука надоле се малку подцврсти. Иначе мора да кажам дека стварно се што гледам е убаво, меко, квалитетно, не гледам нешто дека ќе има како одредена мана за X период. Многу убаво сработен автомобил. Можеби рачките тука за жмигавци, за светла би сакал да се малку по-интересна пластика, тука ми се многу ефтина, но се практични и се корисни и морам само да пофалам дека имаме Sony за чување 8 звучници низ автомобилот, што го прави стварно да
возењето биде уживање со музика ако сакате да се возите, бидејќи стварно многу квалитетен звукот. Сега не можам да пуштам бидејќи YouTube ќе ме санкционира, но стварно, кога ќе дојдете го пробате, пуштате ги звучниците бидејќи се фантастични. Прво пофалам дека вака кога ќе дадам жмигац, веднаш ми се активираат камерите и како и тогаш што кажав, ако дадам жмигац од десната страна, ми се активираат камерите од десната страна за да видам да не фатам некој ивичњак, некој прак, било што е многу добро, многу практично и многу корисно. Од друга страна, камерите се стварно многу квалитетни, имате убава и јасна слика што се случува околу вас, 360 степени, можете да си го вртите како сакате возилото околу вас, односно вие околу него, да видите што се случува и да имате најдобрата прегледност. А особено тоа ви е потребно бидејќи позади, да, имам убава прегледност на стаклата, но лево и десно ми е затворено, како и тука напред лево и десно ми е затворено од овие столбови заедно со ретровизорите. И исто така би дал уште една замерка, тоа е положбата на седење. Не е класично како во другите кинески брендови да седите превисоко и да мислите дека ќе ударите горе. Тука седам нешто пониско, но би приметувам дека некои луѓе повисоки од мене ќе имаат проблем, бидејќи ќе седат малку повисоко, што значи дека видикот веќе им е на ивицата горе, горна ивица на стаклото. Да, имате така попрегледно седење и гледате што се случува буквално околу вас, ја гледам цела хауба, гледам се, иако сум спуштен најниско доле, но би сакал малку пониско да седам, или не ми е тоа толку проблем, колку што би сакал волано да можам да го спуштам уште малку пониско, бидејќи тука приметив една работа која што не ми се допаѓа, воланот е закосан малку нагоре, тоа го чувствувам и кај мене во Абартот, се осеќам кога возам Fiat Doblo и малку ми е така непрактично, особено на автопат и на подолги релации, бидејќи би сакал малку да се спуштам пониско, а ако па така да се спуштам јас со седењето, нема да гледам доволно добро од екранот околу сите системи кои што се нудат. Така да тоа би го дал како критика, но навика е. На крајот на денот е навика. Сега, да, направени се клучни измени, морам да кажам дека да, според мене овие работи тука многу значат, но дали се толку битни за да се направи таква голема измена, се каже леле, сега многу попрактичен? Делумно да, но морам да кажам една друга работа која што приметив и која што не се дава толку голем акцент, а дефинитивно ја има. Моторот е истиот, 1.6 турбобензинец, 185 конски сили и 275 ньютон метри. Иако позади пише 290, таа ознака искрено не значи за перформансите. Моќни перформанси, истите перформанси како и претходно, 7 степен дуал клач автоматски меноч кој што работи перфектно, погон само на предните тркала, 29.900 евра, супер цена, супер опрема, но нешто што приметив сега, за разлика од претходно што искрено не ми беше толку добро како и сега, а тоа е звучната изолација. Особено на автопат сега многу ми е потивок, многу поелегантно. На 100-120 до 130 зависи каде ни дозволува автопатот. На таа брзина многу тивок. Искрено чекав ради ретровизорите, бидејќи се големи, да има некое зуење или ради гуми или ради било што. Апсолутно не. Дури би кажал дека во град е многу побучен нели на автопат. Браво. Ако сте поставиле некоја посериозна изолација, бидејќи се приметува, чери браво, стварно вреди ова и ова би кажал дека е една од побитните работи за мене. И друга побитна работа за мене, што го кажав и тогаш како критика, што газта знае да биде многу респонзивна. Односно во град, особено при тргање, има еден благ дилеј, односно не се случува ништо и нагло добивате перформанси. Истото го има и сега, но претходно беше многу поагресивно, односно буквално можеше да ве ископа. Сега малце по-културно направено и можете многу полесно да се прилагодите, односно да знаете каде е тоа одвојување на педалата за газ и да не дадете нагло
притисок, туку е поелегантно да биде и тргнувањето подобро. Така да би дал една позитивна работа, критика и кон тој момент дека ете се подобрува тој сегмент. Имате 3 различни модови: еко, нормал и спорт. Во спорт е малку по-респонзивен нормално и не го препорачувам за низград тој режим на возење. Јас си го возам најчесто во нормал и во еко. Сега, една голема позитивна работа која што мора да нагласам за Чери и нешто што минатиот пат не успеав да го добиам како реална бројка. Тогаш кажав дека ми троши некаде околу 10-11. Да, кажав дека многу ново возилото и како ќе се разработува, така ќе се намалува. Ова возило го имам со 2300 километри, изминав повеќе од 500 и кусур километри и сега можам да видам реалната потрошувачка. Јас се фасцинирав од потрошувачката на Chery Tiggo 7 Pro на автопат, на отворено, ми троши 5,5 литри. Луѓе, на оваа големина, на овој габарит, на овие перформанси кои што ги имаме, 5,5 литри, избориме патување до Охрид со стража, качување угорнени, удолнени, без некое штедење, баш по кривините се пуштив малку по авантуристички, да го возам по ентузијастички, да го осетам, да видам дали се навалува, како реагираат кочниците. Браво, Chery, браво! 5,5 литри е фантастична потрошувачка на такви перформанси. Во град, во урбаните средини, во моментов сега ќе видиме, троши, да, малку повисоко, значи 9 литри. Дали е тоа малку или не, вие ќе ми кажете во коментари, но се зависи во денот каква гужва ќе најдете. А ако е како и сега трни застани, да, се качува до 9-10, но ако е малку по-лабаво, може да се спушти до 8. Што на тие перформанси не би му дал нека голема критика, не би му дал, искрено. За на отворена, браво, 5,5 литри, алалдати. И сега кога кажав околу тие возни карактеристики, морам да ви кажам дека е многу стабилен, имате многу добра контрола над возилото, ми се допаѓа убав прецизен волан, а не е нешто спортски тоа, но за едно фамилиарно возило е многу прецизен и од друга страна многу комфортен, многу удобен, немате преголемо клатење, имате минимално, нормално високо возило, не можеме да одиме против физиката. И сега се на се, кој ќе сумираме, 29.900 евра овие измени дали вредат, дали е сега подобар, во конкуренција како е, јас ќе ви кажам да, дефинитивно многу подобро сега, многу повеќе ми се допаѓа, особено оваа боја, не знам зошто, многу ми е поинтересна, мастилна, невообичаена, но ми е многу поинтересна, многу поразлична и искрено јас би одбрал со ваква боја. За 29.000 евра добивате се од опрема, имаме убави системи кои што ве задржуваат во лента убаво квалитетно. Да, Kia можеби малку подобро функционира, има убави светла кои што убаво реагираат, се изненадив, матрисот многу добро му работи, не чувствувате во ниту еден период дека ќе закасни или не се вклучува на времено, убаво функционираат. Адаптивниот темпомат е многу добар, дури ми се допаѓа што во метри ви кажува колку сте далечени од возилата нанапред. Друга работа што претходно ја имав како критика, сега воопшто нема, што ако кочите или некој ви се доближува позади, знаеше да пушта 4 жмигавци, знаеше да реагира, сега тоа го нема и многу по-опуштено е внатре. Но системите работат добро, можеби не како Kia, како што кажав и Hyundai, но тоа се малку поскапи возила, затоа не би му дал таква негативна критика и затоа би кажал дека за 29.000 евра, за целава опременост што имате, за целава опременост, со габаритот што го има, големината што има, со возните карактеристики кои што ги нуди, Chery е многу сериозен бренд. Гледам по коментари пишувате за негови ривали кои ќе отидете да го тестирате, ќе кажете да, ама одредени пластики му се по-ниски, па си се возел ли ти во Mercedes, си се возел ли во Volkswagen. Збориме за Volkswagen и за Mercedes. Многу поскапи брендови, а Chery
го споредувате со нив. Што ви кажува тоа? Што ви кажува тоа? Така да бидеме реални, дека Chery е едно многу сериозно возило. Tiggo 7 Pro е многу сериозен модел, кој што ако сакате возило да изгледа луксузно, да изгледате елегантно, нема некој дизајн кој што кажа вау, но е елегантен, се истакнува, кој што имате опрема за да се чувствувате убаво во 21 век, да не се чувствувате подценето, тогаш 7 Pro е стварно возило кој што треба да го погледнете. А вие стварно треба да ми направите subscribe по некој што немате, веќе многу ми значи вашата поддршка и секој коментар и секој лайк мене многу ми значи. Така да направете subscribe, пишете коментар, ставете лайк и се гледаме наредна недела со ново видео. Чао, дечки!